Незадоволството кај дел од вработените во комбинатот Фени Индустри од ден на ден се поголемо. Група работници денеска се собраа пред фабриката. Целта била да се искаже револтот, откако што велат одлуката на синдикатот, преговорите да ги вршат за затворени врати. Се пласираат лажни информации од страна на синдикатот, се со цел да се одолговлече проблемот кој е наметнат од некои од челниците на фабриката и лицето има кој е во бегство. Целта нивна е да се заташка огромниот криминал и да се прави поголема штета на инвеститорот кој се во исчекување. Упорно се наметнува бугарската фирма Енекот која нема никакви услови за работа и да го исчисти долгот и да се отпочне со производство со цел да се прекрие нивниот криминал на одредени луѓе во фабриката. Речиновски се сомнева дека позади ширењето на лажни информации се крие желбата на поединци за штитење на криминалот во Фени. Овие денови е вршен притисок врз вработените со тоа ако не го поддржуваат синдикатот и криминалната група која упорно го наметнува бугарскиот Енекот дека ќе бидат избркани од работа. Вчера после ручек влезено е лице АА кое нема повише никаква функција во Фени Индустри, е вршен притисок врз мојата сопруга и врз мене со тоа што сум пишувал многу на интернет страниците, оти со тоа сум ја поддржувал убавата страна, а не нив, и дека че сме изгореле и биделе избркани од работа. К1 телевизија се обиде да стапи во контакт со синдикалниот лидер на Фени Индустри. Нашата СМС порака испратена до Ѓорги Палитов остана неодговорена. Затоа пак Пеце Ристевски, председател на синдикатот на индустријата, рударството и енергетиката, во телефонски разговор информираше дека разбирлива е нервозата кај вработените, кои вчера не биле на работа, па затоа и не присуствувале на состанокот, кога синдикатот изворно информирал за случувањето околу Фени Индустри. Ристевски е дециден дека синдикатот работи во интерес на секој вработен во комбинатот, а синдикалната работа ќе остане транспарентна за секој поединец.